Македонските граѓани од 12 октомври при влез во Шенген зоната на Европската Унија ќе мора да остават биометриски податоци, оттисок од прсти и фотографија согласно новиот систем за влез и излез на Европската Унија. Системот за влез и излез во ЕУ, како што беше посочено на брифинг во делегацијата на Европската Унија во земјава, започнува со постепена примена од 12 октомври, а ќе трае во следните 6 месеци, пошто ќе се применува на сите влезни точки во Шенген зоната. Системот предвидува дека деца до 12 години нема да треба да оставаат биометриски податоци. Новите правила за влез во Европската Унија се најавуваа веќе подолго време и представуваат автоматски систем за поддршка на протокот и проверката на сите со виза и без влезови во Шенген зоната на Европската Унија. На брифингот беше особено нагласено дека ETIAS системот што ќе започне со примена од втората половина на 2026 година е сосема различен од системот за влез и излез во Европската Унија. Откако ќе почне неговата примена, секој што патува во Шенген зоната без виза ќе мора прво да се регистрира онлайн и да го најави своето патување. Регистрацијата, како што е најавено, ќе чини 20 евра, а ќе важи 3 години, со исклучок на помлади од 18 и постари од 80 години. Двата системи се комплементарни еден на друг и ќе продолжат да функционираат паралелно. Во јули годинава во државава се регистрирани 209.932 туристи и 770.733 ноќевања. Во периодот јануари-јули годинава вкупниот број на туристи е зголемен за 10,2%, при што кај странските зголемувањето е 15,1%, објави денеска Државниот завод за статистика. Од вкупниот број туристи во јули 42,1% се домашни, а 57,9% се странски. Најмногу странски туристи во јули имало од Турција 55.129, пошто следуваат Србија со 9.898, Полска со 4.304 и Холандија со 3.989 туристи. Бројот на ноќевањата во јули годинава изнесува 770.733, од кои 69,2% се од домашните туристи, а 30,8% од странските. Во периодот јануари-јули годинава во однос на истиот период од претходната година, вкупниот број на туристите е зголемен за 10,2%. Односно кај домашните туристи има намалување за 0,1%, а кај странските има зголемување за 15,1%. Во истиот период вкупниот број на ноќевањата е зголемен за 5,5%, така што кај домашните туристи има намалување за 0,5%, а кај странските за 11,5%. Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека е полн со тага и гнев по грозоморното убиство на десничарскиот влијателен човек Чарли Кирк. Кирк, верен сојузник на американскиот претседател, беше убиен на универзитетски настан во Јута во среда попладне по американско време. Властите соопштија дека осомничениот веројатно пукал од покрив на значително растојание, додавајќи дека околу 3000 луѓе се собрале на митингот на универзитетот во Јута. FBI првично објави дека осомничениот за пукањето е уапсен, но неколку часа подоцна објави дека притворениот е ослободен по испрашувањето. Потрагата по убиецот на Чарли Кирк се уште е во тек. Властите не веруваат дека стрелецот е се уште на кампусот на универзитетот Јута Вали. Полицијата одела од врата до врата на кампусот некое време, но блокадата е завршена. Наставата е откажана, а полицијата се уште ги чува влезовите на кампусот за да спречи луѓе да влегуваат со автомобили. Ова е мрачен момент за Америка, нагласувајќи дека неговата администрација ќе ги пронеде сите оние што придонеле за ова злосторство и друго политичко насилство, истакна американскиот претседател Доналд Трамп. Трамп додаде дека екстремно левичарското политичко насилство повредило премногу невини луѓе. Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху го повика Катар да ги протера представниците на палестинската милитантна група Хамас еден ден по нападот врз раководството на исламската организација во Доха. Нетањаху рече дека нападите биле изведени против планерите на масакрите од 7 октомври 2023 во Израел. Им велам на Катар и на сите нации што засолнуваат терористи или ќе ги протерат или ќе ги изведете пред правдата.
Ако не го направите тоа, ние ќе го сториме истото, рече Нетањаху. Израелскиот премиер дополнително го обвини Катар дека им обезбедува на лидерите на Хамас безбедно прибежиште, финансирање и луксузни вили. Катар ги осуди неодговорните изјави на Нетањаху, нарекувајќи ги експлицитни закани за идни повреди на државниот суверенитет и ги опиша како срамен опит да се оправда кукавичкиот напад на Израел. Израелската војска изврши воздушен напад во стамбен кварт во Доха во вторникот, убивајќи 6 лица, што го налути Катар и предизвика ретка критика од американскиот претседател Трамп. Меѓу жртвите бил и синот на Халил Ал-Хаја, највлијателната личност на движењето во странство, како и шефот на неговиот кабинет. Денес има преодно стабилизирање на времето, а утре изолирана појава на нестабилност. Во недела повторно на повеќе места ќе биде нестабилно со локален дожд и грмежи наместа со поинтензивни процеси. Како што информираат од Управата за хидрометеоролошки работи под влијание на влажна и нестабилна воздушна маса, од денес до недела ќе преовладува променливо облачно и нестабилно време со локален пороен дожд, грмежи и засилен ветер.